Царице. Колку пати ти реков да внимаваш каде го оставаш. Таков прстен не смее да се загуби, не смее. Ама ти реков дека не сум го загубила. Го ставив на перницата до главата. Таму секогаш го ставам. Кога се разбудив, го немаше. Го немаше. Како тоа го немаше? Мислиш дека ќе ти поверувам во таа приказна? Па нема крилја па да летне. Така ли е, советниче? Ама јас не сакам да се мешам во тие работи, царе. Нема што ти да сакаш и да не сакаш. И кој те прашува тебе, што сакаш ти? Ама, прости ме, честити царе, тоа си е ваша работа и затоа... Тоа е царски прстен. И е царски. Сите царици досега го носеле. И затоа тоа е царско, а не наше. Царско е. Ама ти реков дека не е возможно да сум го загубила. Целата постела е пребарав и ништо, како во земја да пропаднал. Со кого го бараше? Па, првин сама, а потем ги викнав слугите. Слугите? Каже му на стражарот да ги викне слугите. Ете. Јас лично ќе ги викнам, царе. Не сакам да ме гледаш така. Како? Па така како да ме обвинуваш. Како да си сигурен дека јас сум го загубила. Па не можам да те гледам поинаку кога така мислам. Еви ги честити царе. Вие, слуги мои, знаете зошто ве викнав, нели? Не знаеме, честити царе. За прстенот ве викнав. А за прстенот на царицата, да и се многу години. Заедно го баравме, со царицата заедно, ама не го најдовме. А сами да бараме, не смееме. Царицата знае дека не го најдовме. А убаво ли пребаравте? Се превртевме, честити. Се наопаку сторивме. Гаш преку глава собите ги да Прости. Да, и ништо не најдовме. Не, најдовме многу работи, ама прстенот не го најдовме. Од прстенот нема ни трага. Па, ако сакате, уште еднаш да бараме. Ама јас не верувам дека ќе го најдеме. Нема ти што да веруваш или да не веруваш. Ако треба ќе бараш 10 пати. И уште 10 пати, и уште 10 пати ако треба. Јас ли? Уште 20 ако треба, уште 20. Од овие слуги ништо не бидува. Ајде надвор, да ве нема. Сиктер, надвор! Сиктер, ајде, магла, ајде, магла. Царе, една мисла. Една ми дојде на умот, ама не знам дали ќе фати место. Да ти ја кажам. Ајде, кажувај и не му ја мисли многу. Кога е ваква работата, се што ќе му утекни на човек е добродојдено. Па тоа... Ајде, зборувај. Сум чул од имало еден човек. Видови, гаталец. Тој можел да види и она што никој не можел да го види. А значи, може да види каде е мојот прстен. Нека дојде. Чекај. Вистина ли е ова што го велиш? Па така зборуваат луѓето, царе. Дали е вистина, не знам. Знаеш како народот
Така кога си зборува, си придава, си додава. Не знам, ако сакаш, може да го викнеме. Земи двајца стражари, појди кај човекот и овде да ми го донесеш. Веднаш, честитица. Ајде. Епа, царице моја, ако има среќа, ќе се најде прстенот. А ако излезе дека си го загубила, како што велам јас, што ќе правиш тогаш? Мене сега ми е најважно да се најде, да го видам првим. А после ќе правам што ќе правам. Ако сакаш после, избркај ме од царството. Ајде де. Не, дотаму дојде на работата. Јас наистина сум лут, ама не сум толку лош. Така зборуваш сега, оти се надеваш дека гаталецот ќе го најде. Ајде сега, доста. Не сум јас толку лош, не сум. Сега, ајде по мене. А каде ќе одиме? Тука. А далеко ли е тоа, честити советниче? Добре, што е на вас? Каде е? Далеко ли е? Ајде, земајте тоа и по мене. Ајде. Види сега, пријателе, ти знаеш, оди, треба, кога ќе дојдеш кај царот, да му се поклониш. Пријателе, јас обелев во косите, таа работа јас знам, не треба да ми ја кажуваш. Тики, ова, зошто не ми кажеш ти, зошто мене ме вика царот? Сега, зошто тебе те вика царот? Царот ќе ти каже зошто те вика. Не можам јас да ти кажам. Ајде, влегувај, брат. Ајде. Шо барате вие тука, бе? Ајде. Пријателе ме, чеки, пред да влеземе, се ти ги кажи ми зошто ме вика царот. Ма чуден човек, па се ти ги кажи ми. Нема јас шо да ти кажам, царот ќе ти каже. Ајде, влегувај, брат. Ајде. Еве, готоведов човекот, честити царе. Си ме викал честити царе. Те викнав и веднаш ќе ти кажам зошто. Ти си бил гаталец, чув. Тука малку претерале. Јас понешто можам да видам, ама до толку па гаталец не сум. Ајде, доста. Се можам да трпам, само лажење не. И друго чув.
Си бил видовит? Царицата го загубила прстенот. Не сум го загубила. Добро де, на царицата и го снема прстенот. Се пребаравме и никаде го нема. Ти си видовит. И треба сега да кажеш каде е прстенот. Ако го најдеш, богато ќе те наградам. А тој што го украл, него ќе го погубам. Јас, честити царе, не сум баш толку видовит да можам да ја завршам таа работа. Понешто знам, ама... Доста. Не сакам да чујам ниту збор. За 3 дена има да го најдеш прстенот, инаку ти отиде главата. Честити царе, па не е убаво така да ми правиш. Јас... Како така бадијала сакаш да го отепаш човекот? Може би навистина не знае. Ти, царице, да не сакаш нешто да скриеш од мене. Ако знае да зема пари за гатење, треба да гата. Ако е видови, треба да види. Значи, како што реков, на 3-тиот ден од денеска, кога ќе пропеат 3-тите петли, мора да го донесеш прстенот или да кажеш каде е. А ако не го сториш тоа, готов си. Тоа нешто може да биде. За 3 дни мувлет може да се досетам нешто. А вака тешко. Ама за 3 дни билким ќе се досетам нешто. Советнику, одведи го човекот во една од одаите да мисли. И сакам, како што реков, на 3-тиот ден од денес, по 3-тите петли да го чујам. Ајде, тргни по мене, човече. Идам. Да бегаме. Бегај. Пријателе, А? харно е што царот ми даде 3 дни мувлет. Арне? Да се мислам, да се думам и да се кумам. Инаку ми отиде главата. Ами, кој ти кажа тебе, пријателе, дека јас умеам да гатам и да гледам? Кој пријателе? Една баба ме сретна, вели, пресветол советнику наш, вели, шо макате, мачи? Вака и вака, велам, царот, прстенот. Не може да го најди, вели, има помош. Што? Еден гаталец. Па така, мислам, те најде. Така и ми треба, ко се плеткам во секакви работи, ама за пустата пара. Добро, пријателе, ај сега носиме во собата, па 3 дни да се думам и да се кумам, белки ќе најдам нешто, а? Ајде. Леле, готово. Што? Сега ни се пише крајот. Овој видовитиот, кога ќе погоди дека ние го украдов. Леле, слушајте. Ајде да бегаме додека ни е време. Ајде. Каде ќе бегаш пред царска сила? Нема бегање. Нема? Туку да се молиме овој да не го бива и да не погоди. Иначе друго нема. Да не го бива, иде. Да. Еве, се ближи, готово. Помина времето, сега ќе каже каде е прстенот. Еве,
Помине и третиот ден. Преноќ е. И Уште ноќ. малку не пропеале петлите. И крај. А штом ќе пропеат третите петли, можеме сами да си го ставиме јажето Леле, околу мајко. враќата. Леле, зна. Ајде да одиме да наслушнеме. Еј, ајде да видиме. Да наслушнеме што прави каталецот. Важи. Чекај. Што? Ќе одиме еден по еден. Добро. Добро. Јас ќе одам прва. Ајде. Еве го првиот. Уште малце остана. Ни нема спас. Што вели? Само што стасав до вратата. Вака се наведнав да наслушнам. Знаете што рече? Што? Аха. Еве го првиот. Не. А од кај знаеше дека сум јас, кога вратата беше затворена? Значи, видове тие. Поре. Смири се, не тропај глупости. Слушај, јас тебе не ти верувам. Не Седете веруваш? вие двајца тука, а јас ќе одам да наслушнам. Еве сега. Па може ми се причинило. Еве го и вториот. Само што застанав пред вратата и слушам. Еве го и вториот. Така, чекај, така ви се слуша, оти многу се плашите од страв. Не ви верувам. Јас сега ќе отидам да видам. Чекај, тука. Еве го и третиот. Оф, мори мајко. Готово. Туку што стигнав таму викна, еве го третиот. Значи знае се. Сега што да правиме? Досеја Арни парички си вадев со оваа гатање, гледање. Убаво ми беше. Ама сега може клата да ми летне. Знам. Што? Помене. Јас знаев дека ќе дојдете. Само мислев ќе дојде стражарот. Не. Не. Тој не е замешан. Само ние тројцата бевме. Не го украдовме. Не. А јас пак, кога гатав, гледав и ми се видоа четворица. Не. Сами бевме. Само те молиме да не му кажуваш на царот. Да не му. Богато ќе те наградиме. А ќе ме наградите, Да а? наградиме. Еве го прстенот. Еве, друг пат нема да се случи такво нешто. Нема никогаш. Дајте го прстенот. Јас нема да му кажам на царот. Ама вие да ветите дека друг пат такви работи нема да правите. Ветуваме. Ветете заедно сите наеднаш. Ветуваме. Така. Добро, ајде, овој пат ќе ве куртулам. Нема да му кажам на царот. И друг пат да не се повтори ова. Оти видовте колку видовит гаталец сум јас. Пак ќе видам што ќе направите. Фала ти, добар човек. Ајде. Јас знам како ќе му го дам на царот и вас ќе ве куртулам. Значи, Фала ти. и волците сити, и овците на број. Ама за друг. Нема. Фала ти, добар човек. Ајде сега со здравје. Ај, одете си.
за ова некој да ми кажуваше, немаше да му верувам. Ете како си ја куртули в главата, да ми остане на рамениците да ја поноса уште малку. А велеше дека не можеш да го најдеш, а? Ама, беше многу тешко, честити царе, па се плашев дали ќе можам. Добро е што ми даде 3 дни мувлет да размислам, инаку кој знае дали ќе можев. Инаку и царицата без прстен и јас без глава. А вака, и царицата со прстен и јас со глава. И велиш, под прагот беше. Да, се стркалал, честити царе, и се питал во едно дупче под прагот. А јас гледам, кога мижам. Знаеш, честити царе, кога мижам, тогаш гледам. Така гатам. Мижам, а гледам. Мижам, а гледам. И гледам прстенот под прагот во едно дупче. Епа, царице, излезе работата дека јас бев прав. Сепак си го загубила. Ама не е баш ова губење. Друго ќе беше ако не знаев каде сум го ставила, а вака се стркалал под прагот во дупчето. Така е, царице. Ова не е баш губење, царе. Важно сега е тука. Така. Тука е. А тебе, пријателе, како што реков, богато ќе те наградам. Советнику, однеси го во ризницата и да му се даде една ока злато. Како што ќе заповедате, честити царе. Фала, честити царе. Многу ти фала, честити царе. Ептен ти фала.